Во Куманово и целата држава продолжува периодот на многу топло време со високи температури и до 40 степен, заради што Институтот за јавно здравје упатува важни препораки за заштита од топлотниот бран. Надлежните апелираат до граѓаните да избегнуваат директна изложеност на сонце во најтоплиот период од денот од 11 до 17 часот. Се препорачува носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, внесување доволно течности, особено вода, да се избегнува алкохол, пијалаци со кофеин, како и висококалорична храна и производи со голема количина шеќер. Препораките особено се важни за лицата над 60 години, бремените жени, доенчињата и децата, социјално ранливите категории, работниците кои што работат на отворено, како и лицата со хронични заболувања. Од Институтот за јавно здравје апелираат овие лица редовно да ја земаат пропишаната терапија и при било какви промени во здравствената состојба да се консултираат со својот матичен лекар. Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирале на неколку локации во Кумановскиот и Липковскиот регион. Според дневниот билтен на регионалниот центар за управување со кризи, пожарникарите вчера гаснеле опожарен смет и стрниште во селото Романовце, опожарена сува трева и стрниште во Слупчане и стрниште во Липковското село Опае. Екипа на територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане во текот на вчерашниот ден интервенирала на опожарена сува трева во селото Стрезовце, информираат надлежните. Поради зголемените ризици и опасности од пожари на отворен простор и шумски пожари, владата прогласи кризна состојба на територијата на целата држава која ќе трае 30 дена, почнувајќи од 1 август годинава. Во рамките на донесената одлука се предвидува активирање на главниот штаб при Центарот за управување со кризи, кој ќе биде во постојано заседавање и во рок од 24 часа ќе изготви акцијски план за превенција и справување со пожарите, преглед на расположивите човечки и материјално-технички ресурси, како и план за координирано дејствување на сите надлежни институции, пишува во соопштението. Со одлука на Советот на Општина Куманово, управните и надзорните одбори на јавните предпријатија се во полн состав. На последната седница на Советот беа избрани членови во управувачките тела на Водовод, Чистота и Зеленило пазаришта, Куманово План, Куманово Газ и Куманово Паркинг. Годинава членовите на одборите се избираа преку јавен конкурс. Дел од советниците сметаа дека во иднина би требало да се намали бројот на членовите на управувачките одбори, особено во помалите предпријатија, а со предлогот се согласува и председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска, која што најави дека во рамките на своите овластувања и функцијата ќе иницира ваква измена преку заедницата на единиците на локалната самоуправа. За првата точка, предлог одлука за именување на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие Водовод Куманово, се предлага Арбен Етеми, кој што е од областа на финансиско работење, дипломиран економист на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, работно искуство 15 години во Агенција за задолжителни нафтни резерви. Втора точка, предлог одлука за именување на 3 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Чистота и Зеленило Куманово. Тука се предлага, за управниот одбор Арбен Зендели од областа на финансиско работење, има завршено Универзитет на Југоисточна Европа, факултет за бизнис и администрација, насока финансии, вработен во ТТК банка. Втор е Ивана Марковска од областа на правни работи, магистар на правни науки во областа на казнено право со положен правосуден испит и вработена во нотарска канцеларија како стручен соработник. Додека третиот е Драган Додич од областа на дејност на јавното предпријатие, кој што е земјоделски инженер, пензионер. Во врска со третата точка, предлог одлука за именување на 2 членови на управен одбор на јавно предпријатие Пазаришта Куманово. Тука се предлага Дарко Ѓорѓевиќ од областа на финансиско работење со завршен економски факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, вработен во приватна фирма, и Илир Лјатифи со завршен музички факултет, директор на КУД Бајрам Шабани. Четврта точка, предлог одлук за именување на еден член на управен одбор и 2 членови на надзорен одбор на јавно предпријатие Куманово Паркинг. Тука се предлагаат, Анкица Стојановиќ, Универзитет Свети Кирил и Методи, економски
факултет вработена во Министерството за односи меѓу заедниците и како член на надзорен одбор е Силвер Мурати од областа на дејност на јавно предпријатие со градежен факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, вработен во супервизор Доел Куманово, и Лора Тодоровиќ од областа на правни работи, дипломиран правник во областа на деловно право на факултет Јустинијан I, вработена како стручен соработник во адвокатска канцеларија. Во врска со петата точка, предлог одлука за именување на еден член на управен одбор и еден член на надзорен одбор во Куманово газ, се предлагаат во управен одбор Мирјана Григоровска Цветковска од областа на правни работи, која што е дипломиран правник на правниот факултет Јустинијан I и собственик на адвокатска канцеларија, а надзорен одбор Катерина Цветковска Спасич од областа на финансиско работење со економски факултет. И во врска со последната точка, предлог одлука за именување на еден член на надзорен одбор на јавно предпријатие за просторни и урбанистички планови Куманово План Куманово, се предлага Артан Алију од областа на дејноста на предпријатието со завршено висока школа од област на архитектура, собственик на компанија која се занимава со проектирање и изведба на електроинсталации. Морам да кажам дека го поддржуваме формирањето на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија, бидејќи тие секако дека мора нормално да функционираат во интерес на сите граѓани на општината. Иако во претходниот период зборувавме за таа департизација и за начинот на или кои членови ќе се бираат во овие управни надзорни одбори, но сепак и тоа и не е најважно кој од која партија, без разлика дали е тоа опозицијска партија, најважно е да се работи законски, да се работи стручно и одговорно и да го штитат овие членови на управни надзорни одбори јавниот интерес. Тоа би била некоја наша порака и би кажал дека тие членови имаат една лична одговорност, мора да знаат да не подпишуваат документи без претходно да се подготват, да ги прочитаат, да анализираат, да проверат што се работи во предпријатието, да не бидат на некој начин продолжена рака на директорите и градоначалникот за да извршуваат некои работи, туку да бидат контрола, надзор, да бидат еден баланс за добро работење. И она што е мој совет е, или моја некоја сугестија, ние како советници од ред за Куманово ќе го искористиме тоа наше право и обврска за надзорна улога на советот и ќе бараме потврда, документација, информации како од општинската администрација, така и од јавните предпријатија, и доколку се појави некој сомнеж за неправилности, сигурно дека тоа ќе го кажеме и јавно и ќе ги поднесеме документите до надлежните институции. Така да овој совет и оваа насока наша би била во контекст да предпријатијата и членовите на овие управни надзорни одбори работат одговорно пред се за самите себе, за предпријатието и на крај за граѓаните. Единствено имаме една препорака до вас, бидејќи сте претседателка на Совет на општина Куманово. Може би треба да се размислува во иднина, посебно во делот на управните одбори, таму на Совет на председатели во ЗЕЛС, да предложите измена на законот во делот на членови на број на членови на управни одбори, бидејќи имаме 6 јавни предпријатија, по 7 луѓе, тоа се многу луѓе. Искористете моќта што ви ја даваат советниците овдека, како председател, преку ЗЕЛС, да се направат такви измени, барем за локалните самоуправи каде што се јавни предпријатија. Знаеме и сами кажавме дека тие ќе бидат и финансиски товар на предпријатија, во тој дел да се направи некаква измена во законот. Може би веќе се и работи на тоа се предвидува, но вие како председател, ако сакате да помогнете, во тој дел помогнете. Во делот на партизација, еве едно конкретно прашање од предложените членови на надзорен одбор во јавно предпријатие Чистота и зеленило, дали има родбина некој од вашата советничка група таму предложена. Еве само толку ќе прашам. Битно е дека законот се применува. Имам сознание дека во голем број на совети, односно во голем број на општини, управната инспекција има најдено забелешка дека не се спроведува овој закон, значи за јавен оглас. Не затоа што ние може да кажеме нели дека со тоа демократски постапуваме, туку затоа што едноставно го спроведуваме
ја спроведуваме постапката која се испостави дека е доста тешка. Меѓутоа, јавен оглас постои, транспарентен и може секој да се јави. Секој што мисли дека може да има капацитет, дека ги исполнува условите, може да се јави. Очигледно дека е тешка постапката и за разлика од порано кога Советот ги предлагаше, колку што се сеќавам, членовите на управен и надзорен, па ги гласавме овдека, сега навистина е транспарентен и може секој кумановец да се јави и да учествува во управните и надзорните одбори. А што се однесува дали има роднина, не знам, нека се изјаснат советниците. Мој роднина нема. Само нешто се надолжувам, ова што зборуваме за број на членови, апсолутно се согласувам со вас, особено за мали предпријатија во кои што работат 10-15 члена, да има управен и надзорен кои се вкупно 10 члена е за мене неприфатливо и мислам дека вашиот предлог, а што и мој став, сме го разговарале тоа, дека многу членови на управен и надзорен се бират на мали јавни предпријатија, мислам дека една ваква ќе потикна мене ваква расправа согласно мојата функција. Сакам да ви известам дека по однос на втората точка од дневниот ред имам потенцијален судир на интереси, бидејќи еден од пријавените кандидати е моје блиско лице. Согласно Закон за спречување на корупција и судир на интереси, се иземам гласање по однос на оваа точка. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во текот на вчерашниот ден е добиено известување од бројот за итни повици 112 дека на булеварот Октомвриска револуција кај Жмара имало глутница кучиња, околу 10, кои цело време напаѓаат станари заради што не можат да исфрлат отпад во контејнер. Лицето кое што пријавува бара од општината и другите надлежни субјекти да се реши овој проблем додека не дошло до фатални последици врз станарите, стои во билтенот на Регионалниот центар за управување со кризи. За утре е најавен планиран прекин на електрична енергија на 2 локации во градот, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи. Поради планирана интервенција, утре во периодот од 6 часот и 40 минути до 14 часот без електрична енергија ќе останат дел од корисниците на улицата Трајко Јовановски кмет, така наречен Шумски пат и локалитетот Карпошова викендица. Општина Куманово известува дека утре со почеток во 5 часот ќе се изврши второ авионско прскање против возрастна форма на кумарци. Третманот ќе се изврши на површина од 1270 хектари, а ќе бидат опфатени следниве локации: течение на реките Кумановка, Липковка, Којнарка, местните заедници Бабиндол, Гоце Делчев и Тоде Мендол, централното градско подрачје и пречистителната станица на јавното предпријатие Водовод во село Доброшане. Неопходно е пчеларите да преземат соодветни мерки за заштита на пчелите. Доколку временските услови се неповолни за вршење на третманот, истиот ќе се спроведе првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни, информираат од општина Куманово. Преку дистрибуција на превентивни флаери, одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово и Општинскиот совет за превенција ги информираат децата, младинците и родителите со новите измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за управување со лесно електрично возило тротинет. Со новите измени кои се на сила, направена е измена на овој тип на возила која гласи лесно електрично возило со најмалку 2 тркала како се движи на електричен погон со помош на електромотор и лесно електрично возило тротинет од сега натаму може да управува само лице со наполнети 18 години. Минималната брзина на движење со лесно електрично возило е до 20 км на час. Возачот со велосипед и лесно електрично возило, велосипед со помошен мотор, мопед на пешачки премин е должен да го турка возилото. Возачот на лесно електрично возило не смее да превезува други лица или домашни миленици. Задолжително е да се носи заштитен шлем,
а во ноќни услови до разденување да се носи и рефлектирачки елек за обележување. Возач на лесно електрично возило не смее да го управува возилото во сообраќај на патот, а ниту да започне движење ако е под дејство на алкохол, покрај утврдените глоби за возачите на лесни електрични возила, односно родителите или старателот на детето кое е сторило прекршок. За одредени прекршоци се предвидува и одземање на возилото до 30 дена. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера на булеварот Трета македонска ударна бригада полициски службеници лишиле од слобода 22 годишен скопјанец, бидејќи при контрола било утврдено дека го управувал возилото под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,98 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. Од ноќеска на полноќ со одлука на Регулаторната комисија за енергетика, бензините ќе поевтинат, додека дизелот и екстра лесното масло ќе поскапат. Со новата пресметка, цената на Евро Супер БС 95 се намалува за 2 денари и ќе изнесува 91 денар за литар, додека Евро Супер БС 98 исто така поевтинува за 2 денари и ќе се продава по 93 денари за литар. Од друга страна пак, Евро дизелот поскапува за 1 денар и ќе чини 99,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 0,5 денари, достигнувајќи цена од 98,5 денари за литар.